Почитувани гледачи на Мега телевизија, започнува уште едно издание на емисијата Одблиску со. Јас сигурна сум дека со мојот денешен гостин и со разговорот со него, низ кој ќе откриеме на вистина интересни факти за Битола, можеби некои познати во јавноста, можеби некои не, ќе успееме да го задржиме вашето внимание до самиот крај. Јас на вистина морам да признам дека ми представува на вистина особена чест и задоволство што токму како мој денешен гостин во емисијата Одблиску со го имам универзитетскиот професор во пензија, познатиот битолски хроничар, истражувач и публицист господинот Александар Стериовски. Пред се ви благодарам за вашето гостување во студиото на телевизија Мега и за времето што го издвоивте. Молам. За вашата работа на вистина има премногу да се зборува. Вие имате голем број на години позади себе, кои изобилуваат со многу голем вложен напор, патувања, истражувања, слободно би рекла безброј непроспиени ноќи. Имате премногу оставено позади себе, пред се за нашиот град, за Битола, градот во кој што вие живеете. И среќа на сите, сето тоа е публикувано во голем број на печатени изданија, па нели ќе останат за сите идни генерации. Она со што би сакала да ја стартуваме денешната емисија Одблиску со е големиот проект на кој што работите изминатиот период под наслов Битолско десеткнижје, проект преку кој пред се нели ќе откриете душата на Битола, најзначајните датуми од историјата на градот во кој што вие создавате. До сега се издадени 5 тома од оваа книга, работите на останатите. Ајде пред се, кои се оние теми кои што се опфатени во големиот проект Битолско десеткнижје? Пред како настана тоа Битолско десеткнижје? Јас имам и други книги покрај овие Битолско десеткнижје и кога ќе се собират сите максимум, околу 20 тома се тоа, покрај оние стати и оние куси научни и други публикации, кои се стотина на број. И како настана ова? Па пред да одам во пензија, размислував како ќе ги продолжам пензионерските денови. Човек сум така љубопитен, трудолюбив. Не можев да замислам дека со пензионирањето завршува работата и си дадов јавно обврскан во некоја ваква ТВ емисија, кажав дека сега скоро одам во пензија и дека се задолжувам себе си да оставам за мојот град во кого сум роден, пораснат, школуван, а да ги поминав и најубавите години од животот. Не можев да замислам дека мојата работа престанува. И се задолжив Битолско десеткнижје. Не ми е познато на Балканот некој друг да се зафатил за еден таков проект. Има доста трудови, да речеме, за еден Белград. Има доста трудови за Сараево. Меѓутоа, за еден помал град, и тоа серијал од 10 книги, не ми е познато. Мислам дека и уникатен е. Си дадов задача и веќе наброив кои теми треба да ги работам и штом тоа го направив, појдов на истражување. Најмногу работам во архивот, нашиот архив, каде има богата материја, особено османлиска. И мене најмногу таа ме интересира. Потоа патував во Скопје доста и престојував доста во Скопје, се разбира на свој трошок. Патував в Белград и таму престојував. Истражував во САНУ, Српската академија на науки и уметности, во Софија. И таму има многу материјал. И донесов маса материјал за сите тие 10 книги. Паралелно со тоа се пополнува некоја празнина дополнително. Задачата што се зададов
од тој проект, периодот што го опфаќа тој проект е од најдлабоките корени, до кај што можам да стигнам, до 45 година, односно до ослободувањето. Од две причини. Првата причина што најмалку е тој период обработен и второ, да оставам, реков, и на некои други да го работат они период што помалку е полесен од ослободувањето до па наваму, каде што има повеќе материјали, весници и така натаму. Тие две причини беа мотив и јас временски да го ограничам овај проект на посветен на мојот град. И почнав да работам. Првата книга е Руската колонија. Морам да признам дека со многу емоции работев таа книга. Отрив колку е тешко да си туѓинец во туѓа земја. Овде кога Битола постоела колонија цела од 300-400 семејства руски, сите главно плебејци, не беа било кој, обични луѓе, пребегани од револуцијата низ цела Европа, се нашле една група и во Битола. Живееле организирано, многу организирано, но и многу тешко. Од туѓа земја, кај што има многу проблеми, економски проблеми, каде што нема работа, ти бараш работа. И како се снаоѓале луѓето? И се снаоѓале многу тешко. Имале организиран живот. Руски клуб формирале, руска црква имале, руски гробиште има. Сега, како што времето одминувало, сваќале дека во еден мал провинцијски град немаат голема перспектива, па полека заминувале од Белград. Меѓутоа, генетски Драги и други гради, елита тоа било, елита, интелектуална елита, кој што Битола многу е задолжила. Да речеме, тие се први стручњаци во многу области, а да не зборуваме за културен план. Тие ја организираат првата градска библиотека, хорови организираат, предавања и така натаму, и така натаму. Во секој случај, да повторам, многу потресно ја доживеа таа материја на таа прва книга. Така се чини дека вие со секоја приказна, со секое делче кое што го истражувате, на вистина се соживувате. Точно со така. нештото. Така е. Втората книга е Кариетиди на театарот. Театарот прославуваше некоја годишнина, голема годишнина, и јас седнав, тоа што знаев и што открив, напред по повод тој јубилеј, Кариетиди на театарот. Откриени се ми се чини многу нови работи. Меѓу другото, еве, интересно за вашите гледачи, дека првата театарска представа на македонски јазик не е Ѓоре Магаревски од 1944 година, 1944 година. Така, туку? Ами, туку, од 1883 година. Така, 1883 година во школото Кирил и Методи се изведува за прв пат театар. Во Битола за прв пат театар, учителите екзархиски тоа го прават. Две едночинки се прикажани. Едната е од еден бугарски автор и втората од Чехов Беспаричие. Беспаричие едночинка на локален македонски јазик. И
тоа е првата представа на македонски јазик Тука во во Битола. Потоа тој театар локален се шири на грчки јазик, на влашки јазик, односно романски јазик и така. И полно сегменти од тој живот, околу 400 страници таа книга, ми се чини да не претерам, ама една од посериозните кој што фрла поглед во стартарскиот живот на Битола. Третата книга е Реката Драгор, кој ќе кажам, таа околу 400 страници. Дојде и човек кој ќе му речиш за Драгора книга, Да, малку прво што... необично тоа, необично, да. Стварно така делува, па посебно кога кажавте на 400 страници дека Да. испишана И еден, таа книга. еден колега мој ме сретнува и ми вели, професоре, колега, што се бавите сега? И објавив моја една книга, зашто? За реката Драгор. И кога речем реката Драгор, обично луѓето ќе погледнат некада, всушност размислуваат. Вода, река, некое корито, што тука може да се Да, што може да се пишува Што може друго, да се така. пишува? Му велам јас на 400 страници напишав за реката Драгор. Зина и вели, шо бе 400 страници? Драгоро не е Мисисипи? Така. Потоа напишав книга Записи за злосреќи. Тоа е четвртата книга. Се она што ми се случи на Битола како злосреќа. А тоа е земјотреси, болести, беди, поплави и така натаму, се е ставено таму. Битола имала 2 джепанина и еден ден треба вие да ме искористите во интерес на градот, да ги предупредиме. Сегашниот парк е опасно подрачје. И ние треба Зошто? на 30-40 сантиметри се наоѓаат илјадници гранати. Намерно сега го кажувам ова, за да имаат предвид моите сограѓани да не чепкаат таму, да не копаат. Тие гранати од Првата светска војна мирни се Така. додека не ги чепне некој. Меѓутоа многу опасни се ако ги чепни некој. Да ги оставиме да мируваат и да се распаѓаат, може ќе помини 100-200 години, но тие еден ден ќе се распаднат, но битолчани никој не смее да чепка таму. Многу опасно е. Во таа смисла сакам да Така, нека биде ова еден апел до Еден сите апел наши до гледачи кои нашите следат оваа сограѓани. емисија, така да внимаваат посебно во делот на паркот, нели, на сегашниот парк, како што кажа. Некаде од кај Соколаната, некаде Така. до средината на паркот е многу опасно. Треба многу да се внимава. Петата книга која што ми излезе лани, која што не е уште промовирана, еве ви го донесов јас како дар мој, е за спортот. Се разбира до 45 година. Еве тоа е. Сега уште 3 книги се скоро готови. Тоа се книгите. Мощна и интересна ќе биде 6-та книга која треба да влезе сега во печат. Така, се Овие што дена се треба да работи. види. И носи наслов Калейдоскоп. Работниот наслов нејзин е занимливост. Знаете што е калейдоскоп? Така. Занимливости преку интересни случки, настани и други работи се проследува историјата на Битола. Мислам дека ќе биде таа читана книга.
Потоа следи градби, па следи музика и последните ќе бидат Битолчани, е 9-та книга, и 10-та книга ќе биде Мали, битолски мали. Еве тоа е тој проект Битолско 10 книжие. Така, навистина голем подвиг кој што сте го поставиле пред себе си, премногу работа, премногу напор, премногу истражување, нели? Па знаете, да се јас добие сето секој тоа? ден кога работев не станува во 5-6 сатот, сега како пензионер станувам во 5,5-6 сатот и веќе седнувам на компјутер. Само така може да се постигне. Така, и колку време во текот на денот од прилика истражувате, работите или во зависност Работам од материјалот претлап, кој што до, имате? до 12 сигурно, морам да ги отворам, да ги одморам очите, имам проблеми со нив. Правам една пауза и поруче повторно седнувам и работам, докај што можам. Само така се постигнува. Оти една книга не е ќе седнеш и ќе ја напишеш и готова таа, не, треба навраќање, ушенаш. Понекогаш се случува и 10 пати да се преработи. Па се случи да речеме со театарот да ме се избриши од компјутерот. Целосна книга. Никаде не можеме да ја најдеме. Сум приснал некаде, сум дал некоја команда, ја избришив и ово на ново, се од ново. Голем напор е тоа, меѓутоа, тоа го правам јас. Ми прави задоволство и го правам тоа со радост. Она што ме интересира, од каде се ги црпите самите информации? Еве. Колку од една страна институциите се отворени за да ви помогнат на некој начин и колку се оние примери кога некоја информација ја дознавате од некој граѓанин? Главно, јас сум дел од намештајот од архивот на Битола. Има многу материјал таму. И веќе им сум здодевен, дури само ќе се јават и тие многу се услужливи. Да, морам да ги пофалам, излегуваат во пресред и ми услужуваат се и јас сум многу благодарен. И тие се дел од заслугата, ако има некаква заслуга, и тие имаат заслугата. Оттама плюс това многу информации даваат туѓинците што патувале низ Битола и низ Балканот. Тоа се патеписи, многу ги користам. Весници и други материјали, исто така ми стојат на располагање, ама тоа е голем напор, многу време, дома еден куп материјали, ама само така се прави. Ако сакаш нешто да оставиш, посебно ако си го сакаш родното место и ако сакаш, да оставиш нешто. Затоа кажав и на самиот почеток, среќни сме навистина што ви имаме, што толку многу вложувате напор, труд, енергија во вашата работа, но сето тоа да остани за нас, за идните генерации, да се пренесува од колено на колено. Заради мене, јас самиот. Не можам да замислам, јас сум пензионер и да замислам како другите пензионери, едни исти муабети, едни исти рути. Јас го правам и тие. Меѓутоа, ме исполнува работата. Ме исполнува, ме збогатува, учам се уште и тоа е радоста што ја носи работата. Така, вие сте доказ дека човекот учи додека е жив. Додека е жив, голема потврда за тоа. Една интересна тема што сакам да се задржиме, барем оваа година е актуелна, тоа е 1000 години од името Битола, токму и годинешното издание на културното лето во Битола Битфест се одржува под ова име. Според плоча пронајдена во поранешната џамија како доаѓа според Јавор, веќе струшена џамија што не постои од 1956 година, е дојдено до сознание дека токму годинава се навршуваат 1000 години од името Битола. Ете би сакала да позборуваме нешто повеќе околу тоа, да ги запознаеме нашите гледачи.
Јас како редовен професор на Педагошкиот факултет во Битола пред 11 години инициирав одбележување 1000 години од името Битола. Ние тоа време имавме некоја неформална група која се обединивме заради една иста љубов, тоа е Битола. И таа група се викаше Влюбеници во Битола. Знаеки дека 1015-16 година, благодарејќи на Битолската плоча, се прави 1000 години од името Битола, не од основањето. Така, од името Битола. Од името Битола. Поведовме иницијатива и на еден од тие наши чести редовни годишни собири, кои што се вика Битола низ вековите, иницииравме во 2016-17 година да се одбележи името 1000 години од 1000 години од името Битола. И што се случи? Го нагласивме тоа, имаше и материјал за тоа, објавен е материјалот. Тој материјал го собравме, со пропратно писмо го доставивме до општината, да имаат предвид дека по 10 години ќе биде 1000 години од името Битола. Да се подготвуваме. Го имавме примерот, случајот со Петроград. Тие славеа пред некоја година 350 години од основањето. Москва 800 години од основањето. Ние од името, не од основањето. Да ги предупредиме 10 години да се подготвуваме за тој голем јубилеј. Многу голем јубилеј. Но што се случи? Морам да бидам и критичен. Може некој ќе засегнам. Никаква реакција. Материјалот доставен. Што се случи со врска со Петроград? Тој пример го имавме. Цела Русија, големата Русија, се подготвуваше за тој голем јубилеј 350 години од основањето. Огромни средства се дадоа за обнова на Петроград. Ние го имавме тој пример, Битола да се подготви, да ја анимира македонската јавност, да вложи нешто во тој јубилеј и така натаму. Молк. Морам да бидам критичен. Па искрено, допред да се објави програмата на културното лето Битфест, ни самите ние, ни граѓаните не знаевме. Веќе јули месец не знаевме дека годинава се прославуваат 1000 години од име Битола. Тоа беше соопштено нели неодамна, пред неколку недели. Не знаевме воопшто за овој голем јубилеј. И што се случи? Таа наша идеја ја искористи Прилеп, ја искористи Демирхисар и тие 1000 некоја година славија, ја искористи Ресен, а Битола, кој што ја инициираше таа идеја, мртва ладна годинава, се сетија и среќа. Што се сетија, па ова манифестација ја озаглавија со 1000 години од името Битола. Името Битола, името, не роден денот, оти градот е многу постар. Ако се земе и Хераклеја, кој што дел е од Битола сега, значи 2000 и не знам колку години би била роден денот. Сплит има 1700 години, Рим е нешто постар, така, барем тие велат. Значи, ние името го славиме 1000 години и добро е што се случи ова, што се случи. Така. Секојно што ме интересира, плочата беше
најдена во поранешната џамија, така? Што се е содржано на самата плоча? Како е напишана Битола под Битола или како порано што ја викаа по старите Битолја? Со Л. Таа плоча не е всушност плоча, тоа е камен. Така? Камен огромен, кој што се наоѓа и сега во нашиот музеј. Таа плоча е трет кирилски споменик. Припаѓа ја поставил на тврдината Иван Владислав, внук од брат на цар Самуил. Цар Самуил во Битола имал тврдина, дворци. Меѓутоа, таа тврдина и тие дворци Василий II ги запалил во еден напад и кога доаѓа, потоа го заменува и Радомир, синот, а потоа доаѓа и Иван Владислав и ја обновува тврдината битолска и по повод таа обнова на тврдината поставува плоча на влезот од тврдината. Со одреден текст дека е обновена тогаш и тогаш. За жал, датумот на обновата, кој што стоел на плочата, при откривањето на плочата, беше минирана џамијата и тој дел отпадна и сега проблематичен е. И го земаме условно. 16, 17, 18, условно е тоа. Во секој случај 1000 години од причини што не само во плочата, туку и во пишани документи, византиски, латински и така натаму, стои Битолј, Битолија, Бутелин и така, форма Битола. Така. Овдека во оваа плоча текстот е мощно интересен и проучуван е многу од многу научници, кои што за жал преку фотографија го толкуваат и го анализираат. Има и книги за таа плоча. Меѓутоа еден наш сограѓанин, добар научник, Ѓорги Димов Кицолик, за жал пред некоја година, лани ми се чини почина, е првиот кој што отиде и ја фати плочата и тој откри дека таму во оној дел кај што е најспорен кај другите научници, дека стои името Битолј. Битолчани, ние стари битолчани, Л имаме едно меко, не Л, туку Л мал, така, многу меко, ние си ја викаме Битолја. Е, таа форма тој ја откри, дека тој дел кај што е спорен кај другите, дека таму стои името Битолја. Овој град е Битола. И затоа беше поводот да се отпочне со подготовки на 1000 години од името Битола. Инаку, таа плоча најдена е кај џамијата која се викаше Ески џами. Така. По турски значи старата џамија. Тоа е првата џамија во Битола. Битола имала многу цркви. Едни велат дека од едната страна околу Драгоров се сите скоро, дека 39, 40, околу 70. А пак Јордан Хаджи Константинов брои и дури 350 цркви, а Марко Цепенко Битола заради тие цркви ја нарекува Битола Света Гора Македонска. Скоро сите џами, според нив, настанати се на темелите на цркви. Еве, јени џами, 3 слоја од цркви долу стојат. Па и ова
првата џамија, Ески џами, која што се наоѓаше спроти Јавор, кај што сега се егејските згради, викаме ние битолчани, има тамо некое паркиралиште. На тоа место се наоѓала таа Ески џами и на тоа место била некојаш претходно црква, дури ја именуваат за Свети Спас. Кога е освоена Битола, а Битола е освоена 1383-85 година, можеме и за тоа да зборуваме, 83-85 година, влегуваат османлите во Битола и првото што прават, се поклонуваат во дворот. Не им било така страв или нешто да дават отмор ако влезат и во црква и таму да се поклонат. Да речеме Света Софија во Константинопол, кога Мехмед II Фатих, освојувачот, влегува од Цариград, влегува внатре во таа велелепна црква, чудо градителство од 8 век, паднува на колена, се моли и од тој момент таа е веќе џамија. Нешто слично е направено и со ова Ески џами. Ја обнови потоа неколку десетици години подоцна од црква станала џамија, но изгледа имала потреба од обнова, па ја обнови Сунгур Чаушбеј, најверојатно битолчанец, можеме и за него да зборуваме, земен како Девширме. Обично кога османлите освојувале некој град, ако даде градот отпор, а Битола даде отпор. Сите градови во Македонија ги предале клучевите, Битола дал жесток отпор. Во тој случај османлите применувале еден ист рецепт. Се што било маш го ставале под нож, девојките и младите жени за хареми, а дечината за јаничари. Најверојатно, еден од тие, така предпоставуваат некои истражувачи, едно од тие дечина, подосна Сунгур Чаушбеј, битолчанец, ќе остане и тука во Битола, тука и ќе умре. Јас бев на неговиот гроб, го нема сега. Стана командант на османлиската армија, војува во Албанија против Скендербеј и некаде на стари години дошол во Битола и се настанал во Битола и направи многу добри дела за Битола. Тој е првиот што вложил многу средства за Битола. Него му припаѓаат, да речеме, првата добротворна кујна Имарет се вика. И денес во Битола постои мало кој се вика Имарет мало, благодарејќи на таа кујна, добротворна кујна. Амам направил мост на Драгород, Анови направил, Дуќани направил и така натаму. И тоа е многу заслужен за Битола. Така, со вас на вистина има многу да се зборува. Многу различни теми, да, но бидејќи нашето време толку ни дозволува, накратко би сакала да спомнеме за уште една мощна и интересна тема, од што би рекла дека можеби не е толку позната во јавноста, тоа се битолските робови. Според нели податоците во минатото околу 30% од населението биле робови, што покажуваат податоците? Така е. 1/4 од населението на секој град, па и на нашиот битолскиот, биле робови. Тоа биле заробеници од војните, меѓутоа и намерно се одело во
освојување на територии за робови. Ќе се улови некого, престанува да биде слободен граѓанин, станува роб, се продава на некој пазар, главниот пазар е Истанбул. И оттаму низ целата империја патуваат робовите. Јас најдов полно податоци, повторно, велам, благодарејќи на османските сиџили, најдов стотици имиња на робови, но не на нивните вистински имиња, на ослободените робови. За разлика, има голема разлика за односот кон робовите меѓу Запад, Америка, да речеме, и Турската империја. Еден похуман однос има кон робовите во овие подрачја, доколку робот се согласи да ја мени верата, тој може да биде ослободен. И јас најдов стотици податоци за такви робови, украинки, русинки, унгарки, германки. Го прифаќа исламот, го менува живот, името и станува слободен човек. И што ме настапи со еден таков материјал на еден наш собир, битва низ вековите, и тоа е многу потресно. Уште потресно ми стана потоа, ми се приклучи кога заврши собирот, а тие собири сите завршуваат со дискусии. Јавна трибина тоа беше. Ми пристапува и се приклучи всушност мене еден познат битолчанец, заслужен граѓанин, покоен сега, Мито Пеовски. Видни врна личност од партијата, беше тоа време, и доверливо некако, веројатно понесено од она што се зборуваше за робовите, ми вели: професоре, јас сум еден ден, во мене тече и руска крв. Ме изненади многу, со сопругата беше. Како мислам? Па јас сум некој чукун внук на една русинка. И ја кажува приказната, и јас ја кажам сега приказната, еве, да ја споделим и со јавноста. Некаде 20-тите или 30-тите години на 19-тиот век, 1820-30 година, на Атпазар се продаваат две девојчина. Едното од 12 години, другото 7 години. Се рашили низ пазарот, пазарен ден, а пазарен ден во Битола било понеделник. Дека некој турчин донесол мали девојчина и ги продава. Истрчал и овај од мало црско лилја, да беше некаде така. Немал деца. И колку пари се купуваја, таа била стока. Исто како животно, само таа разлика што знае да зборува. Колку пари, толку пари. Се погодија за постарото. Меѓутоа, тоа помалото, најки сестричка има, постара, заштитничка всушност, се впило во сестричката, не ја пушта. Колку пари двете, толку пари се погодија и си ги зел дечината на кола и село ги онесул таму. Едното, помалото, од напорот, од Истанбул и не знам каде, носена по разни временски прилики, починала. Останала постарата. Пораснала мома, 16-17 години, веќе ги прифатила како родители, и јазикот го прифатила Демикриселски. И еден ден ми кажува Мито Пеовски, како што работеле сред село
на жито таму што правеле, погледнал надолу, таа девојката, и гледа далеку човек на бел коњ кај што се качува кон селото. Го препознала. Таткото. Ја следел трагата таткото. Од Истанбул. Се распрошил необично две девојчина мали, тие години. Так. И ја следел трагата и дошол до Битола, до Демирсисел и стигнал во селото. Се изгушкале, се избацвале и видел дека таа повеќе не е, му припаѓа на некој друг, кај што пораснала, си заминал, таа се омажила, оставила генетски пород. Еден од нив е и овој, што ми ја каже ова потресна приказна. Навистина премногу потресна приказна. Бидејќи нашето време, за жал, е толку, мене ми останува од срце да ви се заблагодарам за вашето гостување, за сите овие интересни податоци пред се што ги споделивме со нашите гледачи. Се разбира, тука сме во секое време, вие сте извор на сите тие работи што се случувале во минатото, ете да ги пренесеме до јавноста. Верувам дека во скоро време ќе имаме повторно прилика уште многу информации Не ме да ги чепкајте за споделиме. Битола мене. И се случува истото. Така, ви благодарам уште Молам, еднаш за вашето молам. гостување. Почитувани, ние дојдовме до крајот на денешното издание на емисијата Од блиску со. Јас верувам дека навистина успеавме да го задржиме вашето внимание до самиот крај. Ви посакувам се најдобро, довидување.